Цели 9 милиони евра. Толкав бил дел од колачот што завршил кај бугарската фирма во собственост на братот на екс-премиерот Заев, бизнисменов Вице Заев, од набавките на јаглен, објавирала. И тоа преку фирмата Зобек Майнинг, чиј газда признава дека бил голем пријател со екс-премиерот Заев, но се правдајте дека воопшто не знаел која е компанијата со кого склучил договор. Тоа наводно го разбрал случајно преку банката, кој наводно му рекле дека е тоа фирмата на Вице Заев. Миж јасан да ти бае. Најинтересно е што со поврзаноста на Зобек Майнинг со опозицијската партија СДСМ води до сегашниот лидер Венко Филипче. Минатата година, ако памтите, исто така ИРЛ објави фотографија на возило Ауди, кое за време на предизборната кампања го возеше Филипче, а се водеше на кое име? На фирмата Зобек Майнинг. Колашинат за ИРЛ потврдил дека возилото било земено на лизинг за компанијата, но денес е во лична собственост на Филипче. И после златни визи за Дубај. Не златни, диамантски ќе им дадат за да ги префрлат парите што ги испокрадуваат нашиот джеп. Значи, само што излеговме од короната и само што започна светската енергетска криза, наместо да смислат план како да се спасиме и од каде да најдеме струја, тие бре си делеле тендери и си ги полнеле джебовите. Во тек на криза, некој да те краде или да се богати на твој грб, барем според мене е рамно на воено злосторство. Сега ви е јасно со кого Македонија си имала работа цели 7 години? И сега они ни држат лекции како договорот со Британија не чинел, како македонската економија била пред колапс, и тоа во ситуација кога статистиката вели дека пораснала за 3%. Велат како биле нарушени меѓуетничките односи, како владата водела погрешна надвоелешна политика. Па немојте ви се мола. Ајде таму закопајте се некаде подалеку од очите на јавноста, затоа што за се ова еден ден ќе одговарате.